Истрагата империја на сите ви е познато дека започна како предмет во специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство беше обвинителство кое беше надлежно за сите кривични дела предвидени во кривичниот закон, ако произлегуваат од содржините на незаконски прислушуваните разговори и имаше надлежност да постапува пред сите судови во државата. Овој предмет, по случувањата кои се општо познати и не сакам да ги повторам, премина во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Ова јавно обвинителство има своји надлежности и сакам само да појаснам дека од некои од действијата од делата почнуваа во истрагата од 2002 година. Истражната постапка заврши за сите дела за кои беше поведена. Сега следуваат, од вчера започна известувањето за завршена истрага, следуваат обвинетите во нивните 15 дена, да доставуваат докази, да вршат преписи, ако сите тие извршија увид во доказите, а потоа обвинителството, јас лично бидејќи долго време го работам предметот, сметам дека е зрел за одлука, мислам дека до крајот на месец мај ќе биде донесена јавно обвинителска одлука за секој од делата и од обвинетите соодветно спрема доказите кои се прибавени. Можете да ми откриете за кои лица се проширува, проширување на кривично дело? Во овој момент нема да зборувам за имиња и презимиња и кривични дела. Да, во текот на траењето истрагата беше и проширувана и за нови кривични дела и за нови лица. Сакам само да кажам дека обезбедени се навистина квалитетни докази во оваа истрага и ценам дека ќе имаме уште еден успешен предмет во кој ќе докажеме како се извршени кривичните дела и очекувам конфискација на имот и имотна корист од тие кривични дела. Точно е дека и кривичната пријава за МПМ, која беше претходно во Скопското јавно обвинителство, беше препратена и на истото имаше воспоставена стварна надлежност на специјалното јавно обвинителство. Тој предмет како истрага заврши и во обвинителството, ќе се донесе соодветна одлука и за него по завршувањето на действијата во истрагата. Во моментот нема спогодби, но има иницијативи за спогодување. Така се прифатат? Не можам да ви кажам лица. Постапката за спогодување не е тајна, повеќе лица имаат подесено барање за иницијативи за спогодување. За лицата и за делата нема во моментот да зборувам, соодветно ако бидат постигнати спогодби, ќе бидат спогодби. Дали би се прифатиле спогодбите? Нема кривично дело за кое не треба или не може да се прифати спогодба, но дали ќе се прифатат условите во постапката за спогодувањето зависи од тоа на што ќе се спогодат обвинетите. Целта на оваа постапка империја пред се ќе биде дали обвинетите се спремни да ја платат, односно вратат имотната корист со која се стекнале со извршувањето на кривичните дела. Дали е поголем од оваа на Груевско 3 милиони? Многу поголем.